Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек и се надевам дека сте во кул атмосфера. Барем сега така се вика, зимоска викаме да ви е на топло, сега малце да ви е на кул. Како кому, ја навистина уживам во овие прекрасни и претопли денови. Тоа е тоа, некако вајда со годините му доаѓа време да идеме во Флорида, Калифорнија или некои такви прекрасни места за пензионирање. Драги мои пријатели и пријателки, овие жешки денови не се само летни жешки, туку се и политички. Никогаш ни на крај памет мене не ми било дека ја ќе морам да правам некаква реминисценција или дека моите емисии ќе ги прегледувам и ќе ми станат актуелни после 20 години. Вечерва ќе ви пуштам емисија која е снимена 2006 година. Вау! 2006 година. Некои си 6 месеци пред самитот во Букурешт, НАТО, каде што ќе се случи оној голем скандал, условно речено, или голема игранка, или што и да се случи. Ние во джеп ја имавме, мислам дека имавме пресудата од нешто така се збореше. Значи, вака, се работи за интервју со тогашниот премиер Никола Груевски, кој јас го направив додека бев во Скајнет телевизија. Таа телевизија денеска и не постои, на некој начин тоа беа некои мои почетоци. Треба да направам мала реминисценција. Првата телевизија на која се појави беше А1, па ТВ4, па Скајнет телевизија и така. Во една рудиментирана форма, што денеска дури и некако дури и на подкаст повеќе наликува од што на ТВ емисија. Не се. Ретко кој си се навраќа на емисиите некогаш тогаш, барем толку одамна, но сепак ова беше едно маратонско интервју со премиерот Никола Груевски. Никола Груевски, која ќе дојдеше во емисија, затоа и толку омраза имаше кај мене, прво емисијата моја немаше лимит, значи не беше она пола сат, 25 прашања со 15 партиски поставени контратези кои треба да ги каже новинарот, за да му го анулира неговиот пиар. Мене ме обвинуваа дека ја нешто сум му правил пиар. Не, човекот сам си правеше пиар. Проблемот беше што јас му давав многу простор. Но проблем беше исто така што јас на сите, па и до ден денеска им давам огромен простор. Сега повеќе не идам повеќе од час и половина, 45-50 часи, 45-50 минути емисија, но тогаш, искрено да кажам, почнувавме во 22 часот и завршувавме длабоко во ноќта, негдека во 1:30-2. Ова е време кога се праќаат пораки, па ќе видите доле интересни пораки, интересни, условно речено, јадачки за јадачки, ова, она, ваму и таму, и тогаш се плаќа огромни пари. Мене ме обвинува дека ја нешто сум профитирав. Знаеш како, ја профитирав со што имав добар хонорар тогаш. Парите од рекламите и од тие ги собираа други, ама толку беа алчни да беа, барем на алчноста паметни за вложување. Ниедно од телевизиите немаше да им рикне, па и оние што останаа после мене, едва и животарат денеска оти, што ќе правиш, искомплексирани газди, неизживеани, им треба джипови, им требаат Диснеленди, тоа е тоа, после на крајот на краиштата. Така што ја оставив без многу чепкање, значи Скајнет логото, Скај телевизија, не Скајнет. Скајнет или Скајнет, како е, да, Скајнет логото, телевизија, не го рчка, многу го оставив и тоа такво во таква форма, затоа што не постои денеска, никого не може да загрози и
убаво е можеби некого ќе го подсети. Интересно е што дента кога требаше да биде прогласено, ми се јави еден човек и ми вика Јанко, вика, денеска, вика, на суд се затвара, вика, Скај на телевизија, ја би можел да ја преземам. Значи, едноставно, само да ја продолжи работата. Викам, повели, дали би сакал да работиш? Викам, колку е плата? Не, вика, ти направи си пари. Фала, викам, thank you and auf Wiedersehen. И имав шанса, но веќе ми беше јасно дека спонзори нема, како што и денеска, нема спонзорство во телевизијата. Телевизија да обстане треба навистина спонзори. Сега има само партиски спонзори и ова што го глумат другиве телевизија и циркус. Значи, енормен простор, зошто сега би се навратиле на интервју од 2006. Од оваа дистанца, што свет доживеавме и што говореше Груевски во тоа време, е интересно да се спореди. Името е секогаш главната тема од почеток на секој разговор со него. Тоа му е една работа. Втора работа, за да издржиме битката за името, тезите кои му беа, и зошто мене толку ме мразе, а мене ми се допаѓаат тезите. Прво, ја не сакав промена на името, за да ја издржиме борбата, иако ми беше јасно дека ќе има нешто, ќе мора и ние да попуштиме и другите, но ние треба да бидеме економски јаки. Никола Груевски ја зајакна Македонија како никогаш дотогаш. Тоа беше голем проблем за непријателите, за власта која е сега, бидејќи јака Македонија, тоа значи луѓе со добра ситуирана состојба, а луѓе со добра ситуирана состојба тешко се манипулираат. Денес затоа се на власт овие што се на власт, бидејќи го осиромашија сопственото гласачко тело и она нешто помеѓу, за да биде потполно социјално зависно токму од нив. На таков начин можеш да манипулираш, да правиш невидливи електрични автомобили, да правиш патишта кои не се прават, фабрики кои не се градат, а парите се лапаат на сите страни. Груевски е обвинет за перење пари, за крадење и така натаму и така натаму, и многу е глупо кога ќе кажеш, ама тогаш и он крадеше, ама имаше повеќе за народот. Тоа е просто незамисливо во било која демократија, било кој честен човек да го каже. Груевски заради собствените гревови си го јадеше стапот и е таму каде што е. Тешко е дека он ќе се вратил, исто како онаа носталгија Тито Југославија. Не се враќа тоа никогаш. Но имам некоја желба, чисто заради злобата на овие денеска кои ве доведоа на питачки стап, не само нас, цела нација, во едно вакво мизерно битисување, освен за нивната елита. И тоа елитата битисува на таков начин што нивните следбеници кои ако има тази испрени, испеглани гаќи, сега се со искинати, ако можеа да си го мијат задникот секој втор ден, сега е еднаш неделно, но со уште поголем фанатизам се на нивна страна, затоа што знаат дека после овој пат нема враќање назад. Ever. Never. Ever again. Затоа што си ги знаат криминалите, а и нивното гласачко тело кое верува во некаква честност на своите, мислам дека тешко. Прогонот ќе биде голем, прогонот ќе биде тежок, ќе биде децениски, но предпоставам дека ескапизмот се гради сега, затоа и најмногу се граба. И фино е да се подсетиме на едно време и само подсетете се дека кога удри големата криза во светот 2008 година, колку воопшто тоа не го почувствувавме кај нас.
Дури годините како идеа, дојдоа најголемите инвестиции во Македонија, кои после падот на владата на Груевски едноставно се укина. Ни една инвестиција нема. Какви Google, какви Facebook, таму што ве лажеа, некои си идиоти ги постават, брат Љубе, Самка Ибраимовски, да ви донесат инвеститори. И вие тоа го голтате. Во меѓувреме ви сменија идентитет, ви сменија име, ве ставија 3 коси црти, ве изманипулира, ве помочаа од керамиди со така наречениот попис, па и овие бугарски барања, па отварање на уставот. А бившиот портпарол кој на времето излезе и рече: памтите дека нам Ауди ни се понуди да изгради фабрика и меѓу условите беше Македонија национално возило да и биде Ауди. Излезе портпаролот на тогашниот Црвенковски и рече: не, нам тоа не ни треба. Ама сега затоа па лајат дека ни треба да го отвориме уставот. Може да се отворите слободно на бокс 8 сантима за интерпретација или за пенетрација. Мене ми е више дегутантно темава воопшто да ја зборам, размислувам, коментирам. Ма ќе ја коментирам. Низно, додека не почне крв од нос да ви тече. И на мене и на вас. Затоа што ова не е вина што ни се случува, ова не е вина на еден човек. Ова е колективна вина, ваша. На вие што гласавте, на вие што преќутивте и на вие што не делувавте. Толку. Делување на Фејсбук важи срцка, кој ќе ти треба помош, материјална, финансиска, туркање на колата да запали, пиши ми на Фејсбук, лајк ќе ти ставам. Кој ќе ти треба за јадење, одма ќе те лајкам. Така ние ја бркаме работата и после се чудим, ама ја кажав, напишав, гласно, добро, важи. И на гладните у Африка, кога бараат помош, ја лајкови, пуштам лајкови, бесконечно. Никола Груевски, морам ова интервју од 2006 да го поделам во 2 дела, бидејќи негдека околу 3-4 часа е вкупно. Па така што направив еден дел кој ќе се емитува вечерва и еден дел кој ќе се емитува наредниот ден. Значи, ова ќе биде една универзална најава и за денешниот, и за наредната, и за првиот, и за вториот дел, како најава да ве воведам и сакам малце само ментално да ве префрлам во тоа време кога уште имавме надеж дека имаме држава, дека имаме институции. На крај денеска гледаме дека се што било и оние борби за права од 2001 и територијална поделба, во суштина било градење, дури не било ни некаков национализам. Ја до скоро се чудев кога видов дека не го прават патот до косовска граница. Ја мислев дека кога ќе дојдат на власт СДСМ и ДУИ, иако и ДУИ претходно беше во власт, дека ќе се потепа да го направи тоа, за поврзување територии, албанско население, ширење. Не бе, брате, ништо. Освен криминал, лапање, путање, ништо. Ако вие не се согласувате со тоа, ма ја само ви завидувам и ве молам да ми го позајмите барем на 7 дена вашиот мозок да одморам малце, она као зомби, глуп и ништо не разбирам. И све ми е супер. За жал, човек што разбира и што му е јасно што се случува, носи некаков чемер, чемерот е отров, но јас се трудам се она што денеска ми се случува и мене, и на мојата земја,
и во мојот микрокосмос и во мојот макрокосмос е резултат на идиоти на власт, на криминалци, и колку и да го критикувам Груевски за некои работи, ние во историјата на Македонија ќе збориме за Македонија пред и по времето на Груевски. За жал, тоа ќе ве убива во поим. Луѓе ќе споредуваат, како што споредуваат со некогашна Југославија и Македонија, ќе споредуваат Македонија каква беше во времето на Груевски, каква е после тоа. Мислам дека и онда се врати оваа непоправлива штета. Македонија за неколку години, која со децении едва и беше во долгови скоро 2 милиарди, дури и враќавме долгови, ако паметите, па уши и критикуваа зошто враќаме, Македонија е 4-кратно повеќе, 5-кратно повеќе задолжена, без капитални инвестиции, без нешто што утре ќе произведе некаков приход, доход. А приватниците крв плјукаат од рекет, од криминал и од се она што се случува. Али важно, нивните деца сега произведуваат, купуваат и продаваат струја. Шо викаат французите, и шуплје у празно. Сеачи на магла. Ама, знаеш како? Кога имаш ти клиенти, народ, вие, зошто да не? Алал да име. Значи, попаметно ве прочитале дека сте такви какви што се и дека се тоа ќе помине. Наскоро се надевам дека ќе имате шанса да се покаете длабоко во себе и да направите нова радикална промена. Вие си знаете, големи сте. Немам шо да ве учам. Никола Груевски во јади бурек, ја некој си 130 кила, ко Берн Поселт, и така. Некој си 4 сати, проекти, политика, ова и она и 300 работи. Значи, на некој начин да се најдат докази дека тој бил поттикнувач на правењето на криминалот. Добро. Оној момент кога ќе се најдат докази за тоа, тогаш ќе се отвори постапка така и тогаш може да е за било каква зграда станува тоа, не само за Кинескиот зид, рушење, динамит. Значи, тоа е спроведување на закон. Значи, ако дојдете до докази, ние во овој момент имаме индиции дека велите дека динамит, имало... дека тоа ќе се срамни со земја, ако дојдете до докази. До докази, динамит. Ако во овој момент имаме сознанија или индиции, како да ги кажеме, дека имало прекршување, но од страна на вработени во државата. Так. И против нив треба да се покрене постапка. Но тоа дали да се одговара. Добро, а дали тоа може да каже што сум ја скрив, што ти ја сгрешила? Јас немам врска со тоа, платете ми вие 20 милиона на мене евра, затоа што ми ја рушите зградата. Тоа не е наш интерес да сушиме и да платиме 20 или 30 милиона евра од буџетот. Добро. Но на момент кога ќе најдеме доказ дека тој бил поттикнувач на тоа или дека доказ внимавајте, неколку пати потенцирам, или дека на некој начин лично учествувал во таа ситуација или дека тој направил прекрашување на процедурите, тогаш веќе можеме со сигурност да одиме и на таква мерка. Во овој момент најдовме за подкровљето дека има дозвола да се гради на толка висина, тој изградил, не знам, 60, 80 или 80 сантими повеќе и го спроведовме законот таму. Тоа е одговор, тоа е за сите. Пример го земавме Кинескиот зид, но важи за сите, особено оваквите од ваков тип крупни, каде што се гледа дека се работело за крупни профити. Затоа што има низ Македонија многу дивоградби и ние не можеме да ги сушиме сите одеднаш. Но мора да се тргне од тие кај што се правени крупни криминали. Не можеме да тргнеме од трошни кукички на сиромашни луѓе, а да ги оставиме крупните да стојат.
И таа политика јас не можам да ја подржам. А Шпанско село како го Шпанско село третира? има и такви. Гледам колку што можам да забележам од весниците, градоначалникот се фатил за најсиромашните таму, за најтрошните куќи. Така? И затоа луѓето реагираат. И сосема нормално е што реагираат. Затоа што таму има друг тип на куќи. Од кој што или не знам палати, од кој што се Така. незаконски изградени, од кој што треба да се тргне. Токму- Дали е тоа намерно па да се предизвика револт на граѓаните, да се искомпрометира акцијата, не можам да кажам. Меѓутоа не сум застапник на тоа да се тргне од најсиромашните и кај нив да се покажува силата. Туку Некој ако обратно. сака да покажува мускули, вклучувајќи ни нас, и ако сака да покаже политичка волја за спротивставување на криминалот, корупцијата, мафијата, ако сакате, тоа треба да го направи со тие што земале најмногу пари од таквите работи, што работеле криминално да направат огромни печалби на сметка на грбот на граѓаните и што се мокни. Тие се мокни. И тие знаат да се спротивстават. Тие знаат да влијаат преку медиуми и преку било што. На многу начини знаат да влијаат. И јас сум свесен за тоа, затоа што секогаш е така, кога ќе се судите со мокници, треба да сте подготвени да ви го вратат ударот. Добро. Вашиот заменик Они не го враќаат ударот за тоа, таквите мокници, баш за тоа се фаќа што се криви. Таму ќе си премолчат, ќе најдат друго нешто, дека не чини, дека сте сгрешили и ќе ве ударат силно. но И ќе ви пратат порака, ќе ви кажат да. ти на мене вака, јас на тебе така. Јасно Меѓутоа, е, да, тука така, нема така. компромиси, Јанко. Ако почнеме такви компромиси да правиме ништо, Но отиде работа. имавме силно чувство, барем нели од реакциите, и огромни критики до Аларова, до градоначалникот на Кисела вода, кој откако очигледно дека ги стегнавте малце, почнаа сега како да работат. До сега граѓаните многу се жалеа од нивната работа, поготово врска никаква борба со криминал, никакви рушења, дури сега. Ја Аларова ја прашав, оно вика, до сега не можев. Сега кога вика моите се на власт, сега можам. Мислам, во една правна држава, барем што се декларира, не дозволи во еден таков однос да се каже. Како може правдата да зависи од тоа која политичка гарнитура е на власт? Се согласувам со вас. Се согласувам. Треба да се почитува законот секогаш. Нема збор. Дали и вашите градоначалници ќе Може би ставени- целата атмосфера во овие 15 години ете некои луѓе ги натерават да се однесуваат на тој начин, меѓутоа Ајде да не можам да вадам пример за сите градоначалници на ВМРО ДПМН, кои нели дојдоа имаа многу успех на локалните избори, но претрпеа многу критики. Они се вадат власта, имале нели бидејќи беше СДСМ на власт, па имале проблеми, па не може и така натаму. Но сериозни критики за нивното работење има. Дали ќе ставите нивната работа под лупа? ние нивната работа ја ставаме како партија, не можеме како влада, бидејќи тие се различна власт. Локална власт можеме во дел на криминал, ако тоа зборувате, да, Во може. дел на криминал, Инаку зборам. не можеме да се испитуваме вака, генерално нивната Не, работа зборам како влада. Во дел на како криминал, криминал. апсолутно. Апсолутно, ние тргнавме со најголемата критика и јавна критика преку медиуми токму против градоначалници што се од ВМРО ДПМН е предложени. Ние не се судривме со градоначалниците од СДСМ, ние тргнавме, ние и со нив имаме да се судриме и ќе се судриме, да не ме сватите погрешно. Добро. Меѓутоа, за да не испадне партиска работата, тргнавме токму од тие што се поддржани од ВМРО ДПМН, а ценевме дека не соодветно ја вршиле работата. Тргнавме од центар, најдовме некои замерки во Кисела вода, иако морам па да кажам дека генерално тие градоначалници имаат и доста добри работи направено во меѓувреме. Сега да не испадне црно-бела ситуацијата, нели? Имаат, тие гостувале во вашата емисија, знаете, се слушале во колку краток период, колку постигнале. Меѓутоа, збориме за овој дел. Да, збориме за овој дел, да. негативните За негативните работи, Да. точно. Да, сакам само да го потенцирам тоа. За негативните работи ние воопшто не ги штедиме. И се под жесток притисок тие да си го спроведуваат законот. И како што гледате и во Кисела вода почна рушење на незаконски изградени објекти и на незаконски спечалени пари. И во центар почна рушење. Чув од неја вчера од господја Варова беше на седница на влада дека и таа зградата на УПА, како се викаше, и таа почнава да се руши и дека според нејзиното кажување скоро 70% од тој последниот од поколјето веќе е завршена интервенцијата. Ни кажа еден куп други, кај што ред по ред ќе оди и ќе ја заврши работата и ние јасно и кажавме. И на неја и на останатите. Задоволни ли сте вие? Тргнете од најочигледните примери што Јасно. бодат очи. Задоволни ли сте вие воопшто од нивната работа до сега? Искрено.
Генерално од сите градоначалници на Од Врбовата вашите Мама. градоначалници еве во Скопје, зборам, на ВБ. Знаете, тешко е да се каже за сите оценка. Веројатно треба еден по еден и сега Граѓаниве не се. Еве искрено можам да ви го кажам. кажувам. Генерално не се. Значи ја не можам да измислам овде сега констатации и да речам граѓаните се многу задоволни кога секоја вечер за сите ми зборите ли? скоро за сите. Така. Скоро за сите. Од некој сум повеќе задоволен, од некој помалку сум. Знаете што? Кога ние говориме за градоначалник, нели, од една партија, иако е само единствен пример, значи не можам да го повезам како партиски, но очигледно дека зависи до личноста. Тоа критиката тогаш ќе ја истрпите дека имате погрешни личности избрано. Зошто? Еден градоначалник од Дуи во Гостивар, ја нема човек кој не ми се фали од него. Дека Гостивар конечно го среди. Неселективно, значи, уривал и на македонци, и на албанци, и на роднини своји. Објекти стари кои се влечеле по 50 години. Вика Гостивар прв пат да заличи на град. Значи, да ми простите, значи треба малце машкост меѓу нозете и да гризнеш. До кога таа Знаете што, млака Јако, не сакам значи да бидам адвокат на нашите Добро. градоначалници, бидејќи знам дека имаат многу грешки. Да, ама Меѓутоа, знаете морам- што ќе трпите заради нив? Знам. Јас во првата година многу драбнински ја се следев нивната работа, бидејќи бев опозиција, имав малку повеќе време. А за Трифун посебно ќе збориме. Секако. Сега малку се дефокусирав на централната власт, Така. малку помалку имам време, нели, многу помалку имам време да ја следам во детали нивната работа. Во таа прва година дена мислам дека повеќето од нив изработија многу работи, но сигурно дека има и пропусти и грешки, наследија големи долгови. Јас често пати интервенирав кај нив кога ќе чуе вака јавни критики да сменат нешто во стилот на работењето, да завршат некоја работа ако може да ја завршат. Сега во овие 3-4 месеци, 5 можеби од кампањата наваму, повеќе се фокусирав на централната власт. Но секако дека мораме да ја следиме нивната работа и како партија да делуваме. Јас почнав да ги викам на Централен комитет и партиски да бараме одговорност од нив. Тоа ме интересира. Да. Знаете зашто? Сепак сте премиер на влада и ова не е тема за вас. Но ја не можам да избегнам. Ова го бараат граѓаните од мене. Жив ке ме запалата кога ја не разговарам вечерва со вас за оваа тема. И ние И тоа таква негативна енергија е набиена. И ја викам дека најголемиот проблем го имате токму овие луѓе на терен што ви работат. И ова што ги стегнавте е уште слабо. Ја ви викам дека некој од нив конечно треба да се сериозна поставка да се види дали има прекршување на процедурите, дали има елементи на мито, корупција. Оти фиком се случи фиком, се случи урбана мафија. Таа се случи и во време кога они беа градоначалници. Значи, борбата против корупцијата не е само таму негде, туку и тука треба да се види дали ја имате и во собствените редови. Луѓето од фиком се во затвор и копчето си се расплеткува. Да, ама само Ке они си се во дојде до затвор. сите. Ке се дојде до сите, добро? Се надевам, мислам. Се надевам. На тоа работат сите органи во државата што се задолжени за тоа. А што ќе биде со тие луѓе? Еве, дадени се, го направил тој криминал, луѓе дале пари, остануваат сега. Ај, го збориме фиком, уште милион вакви ситуации. Имате ли представа што може да им се помогне Да, што? у такви ситуации? Државата не успеала да ги спроведе законите, не може да бега од одговорност. Значи, успеале они да ги прекршат законите, да направат криминал, државата не успеала да го открие тој криминал, затоа има одговорност тука. Што државата ќе направи да им помогне на овие луѓе? Еден стан на 10 души продаде. Мислам, говорам, карикирам, но неколку души. Ваков вид на преваранти се наоѓаат во секоја држава, тоа го знаете. И како се кажете ми решава? една држава, Добро. кај што нема вакви Во ред, ама како се решава? Улогата на овие? владата е да ги фати, да ги затвори, да ги казни и да ги казни сите нивни соработници. Е така. Ние уште со работници нема да Мора бидеме. одговорноста да се индивидуализира. Не може да биде тоа. општа, колективна секојаш. Токму тоа. Па тоа и го барам од вас. Затоа што не може он сам да работи. Тука мора да има советници, Тој работи мора со да има години. суди, мора да има градоначалници, мора да има или луѓе околу градоначалникот. Како и да е човек на градоначалникот, Тој работи- одговорност е на градоначалникот. Тој работи со години. Нити централната власт, владата, нити локалната власт не го санкционира. Ние дојдовме за 15 дена го уапсивме. Така. И сега и на тоа ни викаат, ништо не направивте. Не, Што не. требаше да не го уапсиме? Господине И што премиер. да направиме, мислам? Човекот е ставен во притвор, сопругата негова, колку што знаме, во притвор, тече и судска постапка, Така. тече истрагата за ако има
се подразбира инволвирани други и на кој начин, тоа е што можеме да го Знаете направиме. што, Иначе вие сте- преваранти, вие сте- лопови, колку сакате ни земјата топка. Улогата на владите, на Министерството за внатрешни е да ги фатат, да ги санкционираат, да ги откријат, да ги казнат, за да други не им текне таква работа да прават. Ама секогаш на некој ќе му текне. Но колку повеќе ги фаќате и ги казнувате, ќе се намалува бројот на тие што повторно ќе се осудуваат. Затоа што нема да се Колку останува повеќе не така. ги решавате случаите и други криминогени структури ќе се охрабруваат да го прават истото. Тоа е тоа што можеме. Вие сте премиер. Да. И предходниот бил премиер и премиер. Значи, функцијата премиер, значи, не можете да се амнестирате како власт. Ви гледаме како држава, премиер, како символ. Да. И нормално дека ќе ве прашуваме и за 15 години наназад. Да, нема проблем. Само Затоа, нели, викате потенцирам некој работа. 15 дена. Свесни сме, знаеме колку сте тука. И незадоволството не е само тоа не сте сработиле, незадоволството е генерално дека власта и тоа гласно го кажуваме. Ние сме благодарни што дозволувате да ви се обратиме. Имало премиери на кои не можело да се допре до нив. И тоа се надевам дека и граѓаните ќе го ценат. Тоа е нивно гледачите, народот дали ќе го цени и така натаму. Но ние мораме да ви ги посочиме овие работи, затоа што утре сме го побарале тоа од вас. Не интересира дали било предизборни кампањи или не. На терен ние како граѓани го имаме тој проблем. Не функционира. Господинот Костовски го викнав овде огромно, големо, долго интервју. Беше поддржан од ВМРО ДПМН да биде избран како градоначалник на Скопје. Повеќето од граѓаните, они сметаат, значи голем дел од граѓаните сметаат дека е тоа потполно промашување. Он се правда дека затоа што затекнал новата локална самоуправа, нема пари и така натаму. И неговото држи, но и другово држи. Значи, таа одговорност ќе мора да ја понесете. Среќни ли сте што го поддржавте господинот Костовски на... Господинот Костовски беше независен кандидат што го поддржа речиси цела опозиција. Така. Период, вклучително и ВМРО ДПМН. Гледам, вака во последниот период е нервозен, почна нас да не напаѓа. Да, со председателот на државата која беше и вас почна да ве напаѓа. И овде која рече дека ќе објави на власта непослушност. Значи, гледам дека го фаќа некоја фаза на нервоза, на климактеричност, не знам како да ја наречам, во која што има некои реакции што не можам да ги разберам кај него. Ако ме прашувате дали сме задоволни, не можеме да бидеме задоволни. Во овие, колку е он на власт, 2 години или година и пол? Така, 18 месеци. 18 месеци. Не е тоа што го очекувавме. Ние го поддржавме за многу повеќе да направи. Ние не излеговме со наш кандидат, бидејќи очекувањата од него беа многу поголеми. И не дадовме кандидатот ВМРО ДПМН, ајде викаме, еве, имаше една, така да кажам, трифуноманија во тој период во градот. Сите веруваа дека Трифун ако победи, ќе даде невидени резултати за тоа. Затоа и разочарувањето е толку. Кај да влезете во такси, во на сите го говореа. И ние одлучивме да го следиме духот на граѓаните, нивните очекувања, желби, барања и ја дадовме поддршката за Трифун. Меѓутоа, не можам да кажам, човекот можеби работи, се труди, прави нешто, не знам, ретко се појавува да зборува за тоа. Меѓутоа, не можам да кажам дека сме многу задоволни. Еве, ајде да речеме, можеби уште малку време треба да му се даде, но да кажам дека сме презадоволни, не можам да кажам. Има неколку проекти со кои што може да се пофали, но очекувањата од него беа поголеми. И мислам дека можеше повеќе да се направи. Сега тој гледам во последните месец-два се обидува своите неуспеси да ги префрли на новата влада. Мене ми е чудна таа концепција, бидејќи мојот одговор ќе биде добра, ние сме 3 месеци. До 3 месеци Никола Груевски и Милијана Киевските беа криви за некои работи што не ги направи, се можело да се направат. Така што го оставаме, он гледам кај ќе стигне збори негативно за владата, за ВМРО ДПМН, тука. Ние немаме намера тоа да го правиме. Дали е затоа што се почувствува загрозен заради сега што следеше забраната за изградбата на објектот во градскиот парк Кермес? Таму министерот ми објаснуваше за транспорт дека си преземал мерки согласно законот. Ми ги објасни, каже дека имал одредени мислења од Завод за културни споменици, вика постапив како што е законот. И сега он се лути. Тоа е, колку што знам, негов приватен имот.
Меѓутоа министерот мора да постапи така, тоа не е нешто лично против Трифун Костовски. Тоа е оној дух на принципи. Тука е она што го говорев. Во спроведувањето на законот ќе не идеме на многу мокници, тој е мокен човек, тој не е било кој, Трифун Костовски. Знаете, ќе не идеме на многу што ќе се спротивстават и така. Ние немаме намера, се извинувам само да завршам. Трифун да му враќаме сега, да го напариме, да му пугаме или да во советот нешто да му правиме обструкции, се што е позитивно во советот ние ќе го поддржиме, тоа што е негативно ќе му кажеме зошто не го поддржуваме, ќе го објасниме тоа и пред него и пред граѓаните, можеби нешто нема да поддржиме. Меѓутоа се што е позитивно, дај Боже да тргнат работите во градот. Да му тргнат на него проектите. Неговиот успех ќе биде и наш успех, ако он се не пука. Ама нешто не трга работата кај него. Се надевам ќе биде подобро. Што мислите, зошто е тоа така? Имате некој мислење зошто е тоа така? Знаете што, сега ако кажам, ќе навлезам и во некои лични работи. Ајде, немојте тогаш. Ајде, имаме други побитни теми. Да се вратиме на рушењето урбаната мафија. За да се врши рушење, градоначалниците бараат пари. Конкретно, вие сте спремни како власт им рековте ќе им давате пари кои се трошоци за евентуалните такви рушења кои би се спровели. Позајмици, затоа што тие пари на крајот ги плаќа тој што го сгрешил законот, што изградил некоја зграда и сега треба трошоци да се руши. Дали овие после оди на суд тоа и тој ги плаќа трошоците и се враќаат. Значи станува збор за позајмици кај што се потребни поголеми суми. Тоа не е вообичаено, но еве ќе направиме некаде усоби такви да дадеме позајмици, иначе општините треба да се извојат пари за тоа. Бидејќи градоначалникот на општина Карпош многу гласно говореше и некои вестници го поддржаа во тоа дека не му стигнало ни денар од вас на сметка, он се спремал веќе за рушења, тие пари биле ветени и така натаму. Нешто да се рушило не сум забележал. Веројатно Карпош не е општина кај што нема дилоград. Од денеска нели он тргна со шпанска. Тргна, гледам таму против најсиромаштијата што е таму, луѓето што од пред 50 година имале куќа таму, слушав вечера на вести, мислам. Тоа, ако сакате нешто да не биде, ќе најдете начин како да не биде. Така, ќе најдете таргет група, која што не е за таа работа, можете на некој начин да и се заканите и очигледно се е работа на политичка волја. Тие луѓе ќе го дочекаат со аплауз, ако отиде таму кај што треба да руши, да руши. Со аплауз ќе го дочекаат, а не да му го сопираат патот. Ама тоа е, значи, ние мораме да се фокусираме кон главните луѓе што правиле и очигледно. И очигледните, да. Во Скопје од прилика го знаеме и тоа го имаме, нели? Сега ние не можеме мало да фатиме од него да почнеме. Така мислам дегутантно би било некоја трошна куќа да се руши. Не е тоа поентата. Таа е последна која треба да биде ако биде во низата на рушење. Онако сака да искомпрометира целата работа. Кажете ми во Македонија што се други приоритети? Го прави тоа. Во Македонија што се други приоритети во урбаната мафија како сознание каде што ќе треба да се реагира? Нели, полесно ќе биде сега во другите градови кога го имаш пример дека во главниот град кај што се смета оне скопјанишчина, нели, они све можат да прават, а кај нас ќе рушат. Дали сега ќе има такви примери дека и низ Македонија ќе се спроведува доследно законот? Значи, среќа или несреќа, не знам како да го наречам, е тоа што со децентрализацијата спроведувањето на законот е во раците на локалната самоуправа. И јас сега не можам да гарантирам за Охрид, затоа што таму има градоначалник и он треба да одлучи. Може и Струмички сега да може и Струмица, не можам за Струмица да гарантирам. Значи, кај што ќе видиме нешто очигледно што се гледа, да им се јавиме да речеме, ало, зошто го дозволувате ово? Да ги повикаме јавно. Ама ако тој не сака да руши, владата нема право да руши. Значи владата законски не може да го прави тоа. Може едино да го повика морална политичка одговорност. Да му побави и да рече зошто не го правиш тоа. Не е се исто кога министар ќе излезе и ќе каже тој градоначалник не го спроведува законот. Тој ќе треба да објасни. Затоа што е сомнително, ако не го спроведува законот, зошто не го спроведува, нели? Може да го спроведува, не го спроведува, значи има некој друг интерес. Сигурно нема интерес од некоја дребна кукичка, ама ако има некоја зграда без дозволи изградена или дигнал кат или два повеќе, а овој си кјути, не може да нема ништо така тука, нели така? Мора да има некоја специјален интерес што се прави наутрен. И кога се прави наутрен, ние единствено по закон сега што можеме, тоа е таа децентрализација, меѓу другото, тоа не е лошо, ама ако има повеќе зрелост кај локалната самоуправа. Не дека нема, некаде има, но не секаде подеднакво. Нашето едино имаме ние градежна инспекција, што е под Министерство за транспорт и под владата,
кое што оди и контролира каде не е спроведен законот, па може само да ги подсети, да им каже да го направат тоа, или да покрене постапки против инспекциите што не го прават тоа. И тоа го прави. Трудна работа. Директорката на градежната инспекција ја викаме секоја седница на влада да ни реферира до каде. Ние секоја седница на влада разговараме за урбаната мафија и трошиме најмалку по 1 сат. Тоа е добро. Тоа никогаш не се случило во минатото. Не се случило. И одиме во детали одиме. И луѓето се плашат, гледам некои од луѓето што учествуваат во целата таа операција и викаат фала што не викнавте да не охрабрите. Прв пат ни се случува премиер да ни каже спроведете го законот. Вие сте должни, вие немате морална одговорност ако некој изградил и спечелил пари на нешто што е незаконски и вие после да се чудите дали треба да го слушаме или не. Знаете што како ќе се постапи во Германија? Ќе се слуши. Како во Франција, како во Англија, така треба и во Македонија. Така исто. Сакаме нормална држава. Да. Треба да нормално се однесуваме. Така ли за секој криминал треба да правиме така? Значи една држава ако видиме дека е позитивен пример една држава така да реагира да го очекуваме. Океј? Знаете што, јас ќе повторам уште нешто. Сега вака кога зборам звучи идеално. И ние ќе имаме грешки. И ние некаде ќе пропуштиме. Меѓутоа, димензијата на тие грешки и интензитетот не смее да биде таков како што бил во минатото. Иначе ќе се најде и меѓу нашите човек што ќе греши. Сакам да. Мене ми е поентата дека и економски профит има од цела ова работа. Еве се фалат сега, се слушнав со некои советници од Кисела вода, дека кога почна рушењето, вика се наредија уред да дојдат да ги платат комуналиите се што се должни и така натаму. Да видиш како вика брзо се најдоа парички да се плати. Вчера вечер на седница на вода, првата реченица на Ларо, првата реченица беше ви благодарам многу што ми ја напомнивте касата. Така. Тоа е тоа што вас ви го кажале за Кисела вода. Така. Знаете што, мора да се направи нешто кога една Албанија тргна во една таква акција. Тоа сакав да кажам. И тоа не само во овој сегмент. Господин премиер, ние имаме уште реминисценција од остатоците од војна. Имаме ли ние, можеме ли сега да кажеме дека имаме потполна контрола на целата територија на Македонија? Сметате ли дека веќе полицијата секаде може да влезе? Да, полицијата може сега. Може секаде се јави проблем ваков или онаков, но генерално да. Генерално да. Има едно сега малце. Иначе сега некој ако сака да ќе најде некој будал, некој село ќе направи проблем и ќе рече не е така, но генерално нема проблем. Албанија, добро. Новиот градоначелник на Тирана што беше избран, тој што е сега актуелен, ја скрши целата ситуација кога најде зграда што е диво изградена без никаква дозвола. Значи, комплетно никаква дозвола. Зема, човек го си изградил. Чист криминал. Чист криминал, ги продал становите, се вселиле луѓето. Што направи тој? Имаше јавна поташка за тоа, морам да кажам. Тоа е многу битен момент. Јавноста да те поддржува, медиумите те поддржуваат. Испрати полиција, ги извадија луѓето од зградата и ја сруши до тено. Од тој момент настана нова ера во урбаниот бизнис во Албанија. Значи, кога градоначалникот си дозволи вселена зграда да стави динамит и да ја сруши, затоа што е нелегално изградена и затоа што тој спечелил нелегални пари, тоа им беше сигнал на сите други дека нема играње понатаму со законот. И дека времењата се менуваат. Ја што стана со луѓето? Не ги знам детали. Предпоставувам дека нешто им помогне. Мене ми е многу дека им помогне. Мене ми е многу драго ако така се сруши некоја зграда на шоп ќе прави. Предпоставувам дека им нашле некоја помош им дали. Затоа што дали ќе разговарате за така излажани луѓе и прелажани? Дали ќе може да им се помогне некој? Чекайте се, една работа треба да се каже да не излеземе и јас и вие популисти. Добро. Луѓето кога купуваат треба да гледаат што купуваат. А тоа се разбира. Не може кој што стигне да им продава непостоечки незаконски работи и после да биде крив министерот или не знам кој. Добро. Значи, еве, ако до сега не знаеле, сега треба да знаат, гледаат што се случува. Добро. Така. А ако треба да знаат што купува, да му речат на тој што продава, дај ми документи, да си земат стручно лице. Во ред, коректно од ваша страна. Ако не знае, имат адвокати, консултанти да им кажат ова и ова е незаконски. Го дебатиравме со градоначалниците тоа. Но што ако и покрај се било тоа така, па пак биле прелажени, а државата била должна да ги спроведе законите, да не дозволи таков криминал. Не може, ако било така, не мога да ги дадат парите. Ако провереле, или ако земале стручно лице, консултант, адвокат, не е важно, ако ти даш 100.000 евра за стан, дај 100 евра за адвокат да не си ги изгуби 100.000 евра, што да ви кажам друго. Так.
Не може после Јанко да ви за работите. Значи, не сакам да ги обвинувам луѓето. Во оваа матна транзиција многу луѓе беа измамени, честен пристап имали ги измамили. Меѓутоа, мора да отворат очи кога купуваат. А добро, што се однесува до оние поголеми објекти, например, кои стопанисуваат, каде што се фабрики, кои имаме и такви примери низ Македонија, па дури беше до пред некоја година, ако не се лажам и со А1 телевизија, поточно фабриката, дека таа е дивоградба, па треба да се руши. Дали и такви што ќе се прави со такви објекти? Дали ќе се легализираат или ќе се спроведува доследно законот? Не знам за еден конкретно, не ги знам сега ситуациите. Општо земено, каде што се гледа дека криминално се направени некои работи, треба да се действува. Некаде нема да се стигне, значи не барите идеален свет. Добро. Идеално са све да нема што е тоа е невозможно. Царина. Она што треба да го очекувате Го свативме, е одвушна акција така и ново време. Така, се согласувам. Ја ви се убацувам во разговор, но ви оставам доволно време, иако може би ви се чини дека пречесто, но многу долго разговарам и за многу работи. Царина, Повелете. тутунот, нели, акцизни стоки, шверц, еве најновата афера со цигарите и така натаму. Каква е тука ситуацијата, што тука ќе се направи, како да се спречи корупцијата тука и да се спречи тој криминал што флагрантно се крши. Мислам дека е тоа просто стана едноставно, а ја стануваш цариник, па сега плата, тоа значи голема за тебе, па влагање у големи бизниси за тебе и така натаму. Така. Еве сега тука имам неколку работи да ви кажам. Прво, она што го наследивме беше во февруари месец една анкета или истражување на Светската банка, ми се чини, на сите што влегле камиони во државата им направиле анонимна анкета и откриле дека 78% од камионџиите што влегле со стока платиле мито на цариниците. 78%? Да, во февруари оваа година и 24% ми се чини на полицеците. Тргнувајќи од тие и од многу други сознанија, Ова е поразително. Да, дефинитивно. Тргнавме од следното. Кога има некаде таква ситуација, мора да се тргне од врвот. Затоа што ако врвот долго време толерира таква ситуација, мора да има нешто и до врвот. Ако е кратко време, можеме да речеме не знае нешто, не е сигурен. Значи ова се работи што сум ги зборувал до сега. Што направивме? Направивме една крупна промена во кадровските решенија, значи во првиот ешелон. Затоа што очигледно е дека долг период е ситуацијата таква. Имавме и критики за тоа, промени сме направили и така натаму. Второ, ставивме менаџер кој што не е партиски, Ванчо Каров, кој што е професионалец и никој до сега во државата не е оспорил неговата професионалност. Бил вице-гувернер, бил заменик директор на сектор за девизно работење во Народна банка, бил државен секретар во финансии и редица други функции. Значи, не може на некој од партијата да му се јави да му каже пушти го ово, пушти го оно, пошто човекот нема врска со партијата. Нити со било која партија. Него да го седнете за партија да ви избори, нема да имате муабет со него, пошто не го интересираат такви разговори. Ставивме таков човек. Понатаму, што направивме? Отворивме тендер, мислам денови ви излезе или треба да излезе, но веројатно излего. Едниот го видов дека излезе, другиот не сум го видел, но каде и да е, оваа недела треба да излезе. Еден тендер за консултантска куќа во царината, која што покажала успеси во други држави. Што би правила таа? Таа ќе има многу задачи, може би некој ден да дојде директорот на царина да поканете да ви ги објасни деталите. Добро. Меѓутоа ќе има многу задачи да ги После катастарот. Ветувам. Нема проблем. Катастарот да го видам, па не. Ако гледаме каде имало криминал, повеќе се јават, нели? Да. Според перцепцијата, не според доказите. Ја не можам да зборам сега со докази. Но зборам ја како народ. Според перцепцијата, мојве бизнисмените се жалеа подеднакво и на царината и на катастрот. Така. А граѓаните, пошто во катастрот одат и многу граѓани, затоа беа и поплаките поголеми. Так. А во царината одат само бизнисмените и помалку кругот на луѓе што се жалат. Објавивме тендер за земање на консултантска куќа која што треба многу да промени и да помогне во царината, во смалувањето на криминалот и корупцијата и сивата економија и зголемувањето на приходите од царината. Второ, објавивме тендер за набавка на специјални скенери кои што треба да скенираат цели камиони или цели контейнери без стоката да се вади надвор. Се извинувам, и точно да покажат што има внатре. Значи точно да ја скенираат стоката што ќе биде внатре
Такви скенери има во светот, има во многу западни држави. Ке имаме повеќе, значи неколку на клучните гранични премири и ке имаме мобилни. Она што правиме понатаму е процедури во самата царина, да не може во иднина така лесно да праќа манипулации, шверцови како што праќале до сега. Затоа што сега е Ванчо Каров, еве да кажеме тој навистина ќе се покаже добро. Добро. Утре ќе дојде некој друг. Мора да се направи системот. Мора да има систем кој што кој да дојде ќе му биде далеку потешко да прави криминални и корупциони работи отколку што било до сега. Добро. Значи го градиме системот. Кога да не должиме, бидејќи имам уште теми. Нема проблем. Кога очекувате ова конечно да почне да функционира? Дали сметате прво дали сега у моментов се сменети состојбите? Дали тој криминал е намален на царината? Не сметам дека е елиминиран. Добро. Веројатно. Но дали сметате дека е намален? Убеден сум дека е намален. Кога овие нови мерки што ги предлагате со консултантски куќи ќе стапат, ќе почнат првите ефекти да ги носат? Па мислам дека откако со почнувањето на работа на консултантската куќа, мислам дека ќе се почувствува промена. Кои се еве да кажеме, роковите? ние анализирахме во Бугарија. Не, кажете ми, рокови од кога предпоставувате, колку време ќе Па втората половина на оваа година. Така, тоа ми сакав да го чујам. Кажете примерот за Бугарија? Во Бугарија, да речеме, таму оние имаат ангажирано таква куќа во 2000 година и ги гледав резултатите на буџетските приходи, прикажани во диаграм. Во првите година-две, приходите се зголемувале, ама малку. Потоа, во првите, 2 години, потоа од третата некаде година има драстично зголемување на кривата на приходи. Добро. Во буџетот. Така. Затоа што навлегла таа консултантска куќа заедно со луѓето од царината. Добро, одлично. Оти они одели во заеднички акции, така што навлегла и дала своји резултати, се намалил криминалот и корупцијата. Бугарија и денеска има криминал и корупција, далеко од тоа. Секако. Ама поентата е да не е така како што е сега. Кога сме веќе кај царината, многу граѓани се заинтересирани за половни возила, од друга страна акцизите за автомобилите, нели дилерите на автомобили и така натаму. Ќе има ли тука промени по овие прашања? Знаете што ова е прашање што најчесто кога ВМРО доаѓаше на власт ги намалуваше акцизите, кога СДС доаѓаше ги зголемуваше, па така јас кога бев министар финансии ги намаливме акцизите и ги направивме рамни, значи една стапка. Подоцна дојде ССМ, ги покачи и ги градираше поскапите возила, поголема акциза. Ние сега дојдовме и започнавме ново намалување на давачките, на даноците. И со ова намалување на даноците, на персоналниот данок на доход, на 10%, 12 само за 2007, 10 за понатаму. И на 10% на данок на добивка, исто како и првото. И 0% за реинвестирана добивка. Ние во буџетот губиме огромни средства на пара. Знам дека не сме во можност да одиме брзо со други кастрања на давачки во буџетот. Потребни се затоа што сега намаливте, знам. Најверојатно е потребно малку време да помине за да можеме евентуално да правиме други намалувања на даноци, давачки да речеме, од акцизата еден вид данок. Да, ама и втор проблем има тука, а тоа е трговскиот дефицит. Значи, намалувањето на акцизите кај автомобилите значајно го зголемува трговскиот дефицит и тоа треба да го вклопиме во целокупната монетарна и макроекономска политика. Така да не можам да ветам брзо намалување на акцизите на автомобилите. Царината нивна паѓа и ќе паѓа секоја година затоа што имаме таков договор со Европска унија. Секоја година по одреден процент се намалува царината за автомобилите што доаѓаат од Европска унија. Меѓутоа, акцизите ССМ ги покачи и сега ние можевме да избереме. Ние можеме во буџетот да намалиме пример 100 милиони евра помалку, повеќе не можеме. Каде да ги намалиме? Дали кај акцизите за коли да увезуваме или кај компаниите да донесат бизнис, да отворат нови работни места, да отворат, да градат фабрики, да дојдат инвеститори. Се одлучивме за ова второто. Да ги намалиме даноците што се важни за инвеститорите, за да се охрабрат, да видат полно поле, да отворат фабрики, да градат, па дај Боже ако тргне таа работа, понатаму да можеме и други давачки да скратиме. Така. Тоа е тоа што имав да ве прашам од граѓаните. Друго имаме, беше овдека министерот за здравство. Реформите во здравството. Ги отпочнавте, но
тие некако почетоци ние граѓаните ги чувствуваме повеќе декларативно од што на терен. И понатаму владее корупцијата, и понатаму владее недостаток на лекови, приоритетни листи. Мислам, јас се соочувам, значи, кој велам ја, значи, и јас го живеам она што го живее и секој обичен граѓани, затоа и ги разбирам нивните проблеми. Мои блиски не можат лекот да го набават, мора да го купи и така натаму. Се ветуваше дека во здравството лекарските услуги ќе се подобрат, па ќе им се повозможи ова, па не знам картица, па менаџерски стил на работење и сето тоа. И сето тоа додека дојде повторно недостатоци од цитостатици, лекови, граѓаните мораат да купуваат лекови и така натаму и така натаму. Застана ли работата таму? Што е? Каде се кочи? Значи, за да дојдат промените, така, треба прво владата да ги подготви, да ги усвои на седница, па потоа на парламент. Добро. Ние нашата работа завршивме и тоа е експресно. Сега чекаме на парламентарно. Едниот закон веќе почна парламентарната расправа и е при крај. Вториот закон не е уште започната, се надевам до нова година или јануари најдосна, дека ќе заврши. Штом заврши во парламент, променети се законите, имаме нов систем. Но, еден Системот после треба да се имплементира. Добро. И ќе имаме два директори, како ги знаете работите, Ги знам, ги објасни, да не се повторуваме. Да. Но еден гледач вчера или завчера се јави и каже вака. Убаво говореше, мислам дека беше малце постручен. Лекс специјалис. Значи, специјален закон. Кога гледаш дека не функционира, имаш воредна ситуација, не можеш да профункционира, блокада на парламентот, политички и така натаму, а ситуацијата за се работи, покажавте емпатија спрема децата. Дониравте до сега, можеби најголемата донација во домот за деца без родители, 30.000 евра. Да. Последната таа. Последната. И се надевам дека нема да отидат, и во ветар нема да отидат тие пари, дека стварно ќе бидат искористени. искористени. Па и таму оди ревизија, поверува како се троши. Се надевам. Зборам за вакви работи. Кога веќе имаме ние ситуација на терен сериозна. Значи, ја кога викам сериозна, зборам за човечки животи. Мене ми се јавува, мене да ми се јави, да ме расплаче некој. Ја што се сметам за професионалист кој огуглал од све. Да ми се јави жена, бремена, пред пораѓај. Да, ми кажете за ова позиција. Да. Она плаче, ја плачам, среќа Борис не ме дава у Zoom па да ме видат сите како разлигавен и така натаму. Едноставно више и не можеш да ги издржиш маките на луѓето. Што значи тоа? Вика, работа му клинички центар. Треба царски рез, ми бараат мито. Она се представи со име и презиме. Мајка и работи, сопругот работи, лекаре. Замислите кога меѓу свој што ние доживуваме. Значи, ја разбирам кога ќе речете мора да биде легално, мора и така натаму. Ја повторно ќе викам, ние имаме воредна ситуација, лекс специјалист. Луѓе умираат заради јавашлукот и криминалот што се случува во здравството. Јанко, не треба лекс специјалист. Лекс специјалист па е закон што треба да е на парламент. Нека влада вие да го донесете. Не може владата закон да донеси, парламентот носи закони. Јанко, има една друга појава што е забележа во овој период, што можеби ќе користи во оваа насока. Има многу луѓе што се соочуваат со корупција, им бараат мито, но не пријавуваат или не сакаат да влезат во клинч да го фатиме сторителот. Мене ми дојдоа неколку бизнисмени и ми кажаа дека некој им побарал мито од разни индустрии. Што можам јас да направам? Можам да го сменам некој ситен таму службеник. Ништо. Тие другите ќе продолжат да го прават истото. Една недела дена ќе ги држи страв, ништо. Викам, дај да го фатиме. Како ќе го фатиме ако ти не соработуваш? Дај пријави. Еве, не мислам, он мене ми кажа, треба во МВР да пријави, нели не е тоа проблем. Од тука еве викам да те пратам во МВР. Да ти дадат бележани пари, имат они методи, какви? Да го фатиме. Не вика, ја неќам да се замерувам, после ќе знаат дека заради мене е фатен и никој нема да соработува со мене. Не е само заради тоа, господине премиер. Да ви кажам, не, задржете ја мислата. Има многу битна една работа. Се уште не се чувствуваат безбедно дека ја ако сведочам против некого, ќе бидам и заштитен од полицијата. Сега, во цел свет така се решаваат работите. Како да направи? Зашто има заштита на сведоци? Има заштита, но оно дека ќе биде заштитен. Заштита на сведоци е друго. Кога он учествува во некоја криминална активност, па он се амнестира за да се фатат поважните. Тоа е друга ситуација заштита. А вака честните ако пријават? Не, ова е друг тип на заштита. Физичка заштита, да не го нападнат, да не го убијат и така натаму. Да. Нормално ако има индиции дека ќе има таков проблем
ќе пријави, има закани или може да има, ќе го заштитат. Добро. Меѓутоа, најголем дел од луѓето, не најголем, добар дел, да речем, од луѓето, не го прават тоа, не пријавуваат. Се жалат вака, зборуваат, а не одат конкретно да пријават и да се стават на располагање на органите за да се фати тој. Ние ако фатиме во една година 100, 200, 300 луѓе што взимаат мито, ќе се смени сликата. Сигурно дека ќе се смени. И тоа, овој проблем, може би кај граѓаните не е до толку изразен, најизразен е кај бизнисмените. Тие викаат, јас да си кажам, ама мене не ме мешите. Ама ако не те мешаме тебе, не можеме да го фатиме, тој од тебе бара, не бара од мене пари. Ја ако отидам, ќе ме дочека насмеан, ќе ми каже се убави работи, ни на крај памет не може да ми падне дека тој човек бара мито. Значи викам, дај, еве, тоа со неколку души во овој период сум го имал, дај, еве, да го фатиме. Помогни. Не вика, ако го фатиме на тој начин, после со мене ќе избегнуваат со работка другите и јас не сакам да се мешам. И ништо, ние да И како ќе ја пресечеме работава? Не можеме да го фатиме, ние можеме да го смениме, ќе го назадиме таму или ќе го избркаме од работа, не е важно, не е фатен. Ама не можеме, нема доказ. господин премиер, не можеме да ја префрлиме вината и тежиштето дека проблемот не може да се рече. Не ја префрламе, не ја префрламе, но има такви многу случаи. Сакам тоа да го потенцирам. Така. Така што јас ви кажам, дали сте свесни, само кажете ми, дали во владата сте свесни која алармантна ситуација ја имаме ние пациентите, граѓаните во врска со здравството, дека животот ни е доведен во прашање? Апсолутно. Секојдневно. Апсолутно, ние не сме од Марс дојдени. Знаеме што се случува. Одиме во тоа здравство, гледаме апсолутно. Затоа и се нафативме со оваа тешка работа нешто да подобриме. Но кажавме дека не можеме преку ног да подобриме, дека ќе работиме и дека нешто ќе подобриме сигурно. Нема да го направиме идеално. Ќе може ли Здравството никаде не е идеално. Криминалот со лековите што Во се Германија случува, има набавките, криминалните набавки на лекови и нели тие веледрогерии кои одлично и предобро заработуваат, а ги злоупотребуваат своите состојби, позиции и така натаму? Па и таму веќе имаме одредени чекови. Видовте дека не само што не се пазариме со фармацевските куќи, туку од сите побаравме да дадат попуст, да ги отпишат каматите, да понудат попуст и да настане репрограмирање и да не се дава пари на кој прв ќе даде мито, туку да има еден ред во враќањето на долговите на државата. И како реагира они на тоа? Па не им се допаѓаше многу. Не им се допаѓаше. И се тоа ќе значи недостиг на лекови на Не, база? нема да значи. Недостиг имало и до сега, не е заради тоа, ако има недостиг. Системот треба да се реформира за да се намалат ситуациите кога ќе има недостиг и ќе се реформира во тој дел. Само дозволете шанса да му дадеме на министерот да го направи тоа сега. Колку време му треба на министерот? Колку Тој беше треба тука, да веројатно ви објасни. Беше. Што ви кажа? Он кажа дека еве до нова година првите менаџери веќе да излезат Ако помине законот, ако не помине нова година во јануари. Ако утре парламентарната група на ССМ 61-от пратеник кој ќе отиде во тоалет излезе од парламентот за да не се изгласа законот, нема да се изгласа. Што да ви кажам? Ако дебатите за небитни прашања траат по еден месец у парламентот или ако не сакат да донесат деловник во кој што ќе се ограничат дискусиите, ја не верувам. ќе чекаме. Ќе оди се побавно. После вас сигурно ќе биде овде гости некој од опозицијата и мислам дека опозицијата јавно ви кажа дека ќе ве поддржи во борбата против криминал и средувањето на состојбите. Ја не верувам дека А па нема никој што не да призна тоа? Што се они да кажат ама да ќе биде очигледно, ние парламентот не е нешто андерграунд. Па гледајте парламентот ќе ви стане јасно се што да кажам. Ајде ќе направиме. Луѓето ме слушаат, нека следат парламент. Добро. Ќе направиме уште една кратка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Добре. Часот и 20 минути, веќе навлеговме длабоко во ова интервју, мислам не вообичаено длабоко, но просторот ни овозможува, а публиката е повеќе од благодарна и тоа го гледаме затоа што ги интересира овие работи и го цени овој ваш труд, премиере, за ова што го правите. Топиците кои ни останаа, значи темите кои ни останаа сега за да ги разговараме, тоа е политиката, со меѓународна политика, образованието, денационализација и некои работи во врска со историјата на Македонија. Одиме со политика. Прво, мене ме интересира, бидејќи ја и по вокација не сум новинар, иако задирам во областа на професионалците и така натаму, но мене и гледам и на дел од
на гледачите мои или народот, ако можам така да ги наречам. Што е тоа што Европа го бара од нас како политички диалог? Знаете што не ми е јасно? Дали сме ние толку слаба демократија, па за секоја одлука и за секоја она генерално насока што ќе имаме, ние мораме да правиме некако консензус со партиите и да се консултираме, што сигурно не е обичај тоа во западните развиени демократи, кој си дојде на власт, тој си тера политика. Бар мене ми е тоа јасно. Зошто да мора, не знам, средби да ве гледаме во оние грди джемпери таму, власт и опозиција у Маврово и така натаму и така натаму. Шега малку. И зошто тоа мора да биде скоро секоја малце побитна работа што ни се случува во политиката кај нас да биде идење кај британскиот амбасадор, првин кај американскиот, па не знам британскиот и така натаму и така натаму. Знам дека сте пред се економиста, но од областа на политиката. Значи, диалогот и дали сме ние конечно суверена демократска држава која не мора да се консултира за секој потек со странските влади, или тоа ни е насушна, не го зборам како негативно, или тоа ни е навистина потребно за да застанеме на цврсти нозе. Добро, значи повеќе прашања има во вашето прашање, како и обично, интересен стил. Едно од прашањата е диалогот. Диалогот секако дека секаде е потребен и секако го има. Во оваа фаза, во овој период е пренагласен, се чини, но можам да разберам зошто отприлика Европската унија го прави тоа, затоа што гледа дека се зборуваат разни работи, калашникови, вакви и такви, тие се исплашени и сметаат дека колку повеќе се сретнуваме и разговараме, дека е посигурна работата. И од тој аспект бараат почесто да се среќаваме и почесто да разговараме и нема ништо лошо во тоа. Инаку и во западните држави има средби меѓу опозицијата и власта, чести. Меѓутоа не се бара секогаш да се постигне консензус. Но и во овој случај не се бара, морам да бидам искрен. Јас не чувствувам некој сериозен притисок од американците или од Европската унија да прифатам нешто, да мора да го прифатам што го барат ово или оно или опозицијата конкретно. Она што они го барат е почесто да се среќаваме. Особено кога се нарушени односите како што е во овој случај и се употребуваат изрази како што не се употребуваат во нивните земји. Нарушени односи. Што значи тоа нарушени односи? Па еве, една од партиите демонстрираше блокада на парламентот месец дена. Затоа што не била дел од власта. Се закануваше јавно со, не знам, користење на оружје, насуство и така натаму. И тоа се тие ненормални односи од едната страна, би рекол, кои што во Белгија или во Франција или во Германија ги нема. Таму ако се СПД во опозиција, не викаат дека ќе употребат калашникови или дека ќе го блокираат месец ден на парламентот да не може ништо да помине, само за да се види дека тие се опасна работа. И кога гледате на таква ситуација, барат од сите политички одговорни партии почесто се сретнуваат да разговарат и по можност да ги решат проблемите. И особено во ситуација, уште еднаш ќе нагласам, кога едната од тие страни не сака да учествува на тие средби, ако нема представник на меѓународната заедница, ДУИ конкретно. Еве јас и денес ќе им кажав, ајдете следниот пат да се состанеме за месец-два, кога ќе биде потребно, да се состанеме без посредство на амбасади, амбасадори и така натаму. Сите се согласија освен ДУИ. Тие викаат, ние без станците не сакаме да се состануваме. Што мислите, зошто е тоа така? Тие имаат своја агенда и сакаат постојано да прават некои проблеми, затоа што не станаа дел од власта. Јас им кажа зашто не станаа дел од власта, им објасни во неколку наврати. Тоа го знаеме. И тоа сакаат на несоодветен начин да се вклучат во власта. Има ли шанса колку повеќе тераат нерегуларни работи, ненормални работи, толку потешко ќе биде за нив. Тие наместо да покажат демократски капацитет, да си направат трансформација во партијата, онаму кај што ќе оценат дека треба да бидат конструктивна опозиција и да станат релевантен фактор за понатаму, за соработка и така натаму, тие удираат обратно. Значи, кочат што може да стигнат, се закануваат. Ако бидат коректни, дополнително ги девалвира како можен партнер на некоја партија. А сметате дека би можеле да имаат таква шанса ако ги наброивте овие работи кога би било така и така? Станат нормална партија,
и како партија, а не како милитарна структура да се однесуваат, тогаш ќе може да најдат партнери. Вака ќе имаат проблеми да најдат партнери. Кој сака да биде у коалиција и истовремено да му се закануваат? Со оружје. Така. Нели имаше јавна изјава една таква на Така. протест. Дали се сега малце смирени духовите со последниве најави од нас, од состанокот во Рига и нашата најава за влез во НАТО? Во правец на Дуи ме прашувате? Во правец на Дуи и тој, нели, диалог. Тоа ние се трудиме, имаме разговори со нив, ги отвараме прашањата. Може би на некој од нив ќе одговориме позитивно. Се зависи што бараат. Ако бараат нешто што е разумно, што граѓаните ќе го оправдаат, и ние ќе го направиме. Ако бараат нешто што е неразумно, не можеме да го направиме. Мислам дека полека Дуи се адаптира во ситуацијата како опозициона партија, што не е ништо нити трагично, нити лошо. Опозицијата е шанса да се созрее во некој дел. Тие немаат искуство како опозиција и им дојде изненадување, им дојде одеднаш. За секоја политичка партија е здраво понекогаш да е во опозиција. Добро, искиневте и вие чеблите што вика еден ваш член, Па да. раскрсници, протестирајќи и нели борејќи се како опозиција, но тоа е голема школа. Тоа е голема школа, точно. Тоа е голема школа и си има некои природни закони кога некоја партија е во опозиција, кога е на власт. ВМРО ДПМН претрпе огромна трансформација кога беше во опозиција. Сетете се на рейтингот на ВМРО ДПМН во септември 2002 или октомври 2002 или ноември седно и сегашниот. Меѓутоа, за да дојде од тоа до тоа, многу работи се случија внатре. Многу турбуленции, Големи промени се случија, точно. многу премрежја за самите нас. Сметате дека во опозицијата такви промени не достигаат? Еве дојде Шекеринска, но понатаму јас ќе ги поздравувам гледаме промените истите луѓе што беа претходно, макар Дули и Линка Митрева. Очекувавте ли некои нови фаци таму да се Знаете што, јас појават ги нови поздравувам промените во СДСМ, очигледно така се мрднаа нешто работите таму во некој правец, меѓутоа ме загрижуваат некои процеси што повторно се врзуваат со исти личности од минатото кои што не се запамтени толку подобро. Мислам дека ме разбирате. Да. Моите следни прашања би иделе сега во правец на една ваша политика која ја терате овдека внатрешна, а тоа е интегрирање на оние фракции човек партија и такви ситни некои ВМРО деривати, повторно нивно враќање во партијата. Зошто го правите тоа? Знаете што, јас Тие сакам... нема некое сериозно членство, да кажем. Да, нема таква сериозно, особено кога ќе се спореда со ВМРО ДПМН, меѓутоа добро е кога одредени делови што се отцепиле ќе се вратат во јадрото. Таму 2-3 ваму 2-3 таму 5.000 ќе се соберат. Добро е да се зајакне партијата. И тоа е еден процес на обединување во партијата. Но... Ние во минатото имавме само излегување од ВМРО ДПМН. Знаете колку како? партии не настана од ВМРО ДПМН. Сега тие се враќаат и ја прифаќаат платформата на оваа ВМРО ДПМН, на оваа гарнитура, на овој начин на работење, на овој стил на работење. Не сметате дека малце меч со две острици со некои луѓе кои имаат прилично негативен рейтинг во јавноста? Да, е меч со две острици, меѓутоа има и друга димензија. Има димензија на обединување, има димензија на привлекување на луѓето да ги прифатат политиките на ВМРО ДПМН денеска, што се спроведува денеска. Но најголемата... Сите тие се подржувачи на оваа политика. Најголемата ВМРО, освен ДПМН, е ВМРО народна, со кој, барем со дел од луѓето, имате многу добри односи. Знам конкретно со господинот Ден Дончев и така натаму, кој имаше дури варијанти да биде дел од оваа власт во некој од ресорните министерства, не е важно тоа. Прашањето ми е, дали сметате дека би можело да дојде тоа обединување помеѓу ВМРО Народна и ВМРО ДПМН? Знаете зошто? Затоа што ова ја го вадам сега, мене ми доаѓа како инспирација ова прашање, се работи ако господја Доста Димовска е вратена назад во ВМРО ДПМН, а она беше исклучена од партијата. Ја не знам какви се правилата, процедурите и така натаму за такво нешто, а она се враќа. Господинот Липчо Георгиевски се уште не е нити исклучен од партијата. Сам си замина, но он се уште
на некој начин е и член на ВМРО ДПМН, он не го откажал тоа членство? Не. Согласно статутот на партијата, Така. тој што ќе се зачлени во нова партија му престанува членството во ВМРО ДПМН. Значи партијата не дозволува членство кое што е членство и на друго место. Тоа е прво. И второ, кога ќе се исклучи некој од партија, неможност или забраната, ако сакате да се зачлени пак во истата партија, трае 2 години. Значи он се исклучува и 2 години не може да се зачлени. После тоа може да стане член. Да стане член. Добро. Ајде, А сосема друга работа е политиките, функциите, позициите и така натаму. Затоа што, да ви кажем, имаше доста оштри... Партијата на Димовска се врати доброволно во ВМРО ДПМН така. и ги прифати политиките на ВМРО ДПМН и тие станаат членови на ВМРО. Добро. Барем како што изјавија јавно. Добро. Сметате ли се, ова кажете ми, дали сметате она што ВМРО, членовите на ВМРО би биле најсреќни, а тоа е конечно помирување и обединување на ВМРО народна или враќањето на ВМРО народна во ВМРО ДПМН? Значи ВМРО ДПМН помина еден тежок пат на транзиција Така. и дојдовме во една ситуација кога сме најподржуваната партија во државата и тоа не беше лесно, тоа мене ме чинеше многу лично, многу трнлив пат во минатите 4 години, многу понижувања, многу напади, многу удари, многу јавни дебати, многу неверување од многу личности дека ќе се успее и дека така треба да се тера, но на крајот успеавме. ВМРО ДПМН е партија што е отворена за секој што сака да стане нејзин член, да се врати и да ги подржи политиките што ги води раководството на ВМРО ДПМН. Крај на муабетот. Мислам дека после ова немам што повеќе да ве потпрашам. Вратите се отворени, де факто. Но имаме одредени политики, имаме платформа, имаме статут, кој треба да се прифати, јасно. Кој што ако ви се драги ги прифаќате, ако не ви се драги не ги прифаќате, или ги подржувате или не ги подржувате. Оно прашање што многу е дебатирано овдека во емисијата, ќе испадне дека го маргинализирам, но ја не ви имам тука секоја недела па да можам да посветам токму само на ова. Тоа е меѓународната политика. Кога зборам меѓународна политика, не се тука, не сметам само нашиот влез во Европска унија кој се дебатира и декларира и студира и анализира и критизира во секоја вечер во сите дневници и ја би го одбегнал тоа. Мислам дека веќе би било излишно и веќе се знаат тие работи. Кога зборам за односите пред се со соседите. Најболната можеби точка на оваа држава. Најболно викам од пред се Бугарија и Грција, две земји членки, едната е Европска унија, другата е на работ, нели, на влегување во Европската унија, а ние имаме сериозни проблеми со тие држави во врска со нашите малцинства. Дали владата ќе мора да игра предпазливо, внимателно, во ракавици, нели, заради нашите аспирации кон Европската унија и заради тоа што ова се европски, или ќе мораме да постапиме и да инсистираме на законите да нашите граѓани во Бугарија, во Грција, во Албанија, во Србија, sejedno, да си ги добијат заслужените човекови права. И едното и другото, знаете што, ние треба да им помагаме на нашите луѓе, но не треба да се караме со државите, затоа што има и сили што сакаат да се закараме со сите. И после НАТО да ни каже што барате вие во НАТО, што барате во Европската унија, со сите соседи искарани. Значи има такви сили и во политиката, во разузнавањето, тоа не е непозната категорија, кога се инсценираат групации и слично да направат проблеми помеѓу две влади, две држави, со една влада, со друга, со трета, со четврта, со сите скарани, и после вие сте непожелни во тоа друштво. Сметате дека и оно Линде не може би манипулација? Не би сакал тоа да го кажам дека е така, но истовремено треба да направиме напори и правиме секогаш напори кога можеме и колку што можеме, нели? Нели се на нас неограничени нашите можности, да ние можеме да смениме што сакаме во друга држава, меѓутоа правиме напори да им помогнеме на македонците што живеат надвор од Република Македонија во соседните држави. Има многу начини како го правиме тоа, некои сме ги објавували, некои не, но во секој случај тоа е дел од нашата работа да се погрижиме да им помогнеме. Зошто например нашите од Мала Преспа не може да дојдат до пасош македонци?
Зошто е за нив невозможна мисија добивањето пасош? Ја имам, значи, ја не говорам нешто што сум измислил, имам поплаки од луѓе дека многу тешко наши да не можат да добијат македонски пасош, а го сакаат тоа. Јас не можам стручно да ви одговорам, бидејќи има закон по кој што се добива пасош, не знам кој зошто не подно барање на основа на што го одбиле. Веројатно, ако ја викнете министерката за внатрешни работи, ќе ви каже точно што е проблемот. Генерално јас мислам дека би требало да им се возможи на македонците надвор од Македонија да добијат пасоши, нели, ако има законска основа на тоа и веројатно се работи за случаи кај што законот попречува, колку што знам нашите закони се согласно европските, особено сега со новиот закон за полицијата. И тоа е прилично строги. Испаѓа, така? Па, тешко е да се каже. Мислам дека треба да викнете квалификувано лице за оваа работа во студиото. Ја не сум до толку квалификуван да објаснам правни процедури. Добро. А особено што не знам на кој основ се одбивани. Честно од ваша страна, не е коректно да давам одговори паушални. Честно од ваша страна. Предлагам или некој од МВР, или министерката да ја викнете. Добро. И да ги кажете случаите на одбиени, да видиме барем едно 10 случаи, да видиме кој е трендот заради што бивале одбиени, Добро. за да дадеме прецизен и коректен одговор. Добро. Можем ли да ве потпрашам тогаш за новите пасоши? Бидејќи тоа е еден од условот за релаксирање на визниот режим, така? Да. Пасошите, осовременување на граничните премини, акции имаше на младите дека бараат и навистина. Тесно небо станавме, стварно гуши и просто неверојатна е причината дека ние испаднавме и големиот проблем од кој треба Европа да се заштити. Ќе дочекаме ли конечно ние некаква... Значи пасошите се при крај и некаде до крајот на март, почеток на април ќе имаме нови пасоши во Република Македонија по европски стандарди. Добро. И тоа е еден од предусловите да се укинат визите, да се либерализираат вака Ќе бидат ли подготвени да не биде тоа наредните 2 години калабалак еден преку друг? Службите, дали ќе бидат подготвени да, бидејќи кога ќе се награди, особено ќе биде 3-4 месеци пред годишните одмори? Значи вака, колку што сум информиран од Министерката за внатрешни работи, која што ги води процесите, крај на март, почеток на април треба да почне издавање на новите пасоши. Има уште 2 работи што се предуслови. Тоа е потпишување на договор за реадмисија. Реадмисија е она да може да се враќаат. Така, знаем. Да. Осуденици. До сега од 25 држави имаме подпишано со 14 чина. И одиме со сите поединечно, но бидејќи некои држави не се заинтересирани да подпишат или не сакаат, а нас ни е услов за да ги либерализираат визите, ние сега почнуваме процедура за хоризонтално подпишување, тоа значи еден договор со Брисел и да важи за сите држави. И тоа е процедура веројатно најмалку 1 година, можеби година и пол, кој што мораме да го завршиме, бидејќи до сега не го завршиле. Таа ситуација е затегната. Кажете ми, сметате ли дека сме на добар пат конечно да видиме малце? Па мислам да. Мислам да. Реално, колку е реално се? Мислам дека за 1 година ќе го имаме она олеснување, што преговорите први ги започнавме од државите во Западен Балкан сега пред 2 недели. Мислам дека до крајот на следната година ќе ги превршиме тие преговори, ќе ги добиеме олеснувањата и мислам дека, не сакам да кажувам време, но после тоа ќе дојде период на преговори за целосно либерализирање на визите. Точно кога ќе ги завршиме, не сакам да предвидувам, бидејќи не е благодарно да се кажуваат датуми, кога не си 100% сигурен, но јас сум оптимиста дека има шанси во мандатот на оваа влада да се заврши таа работа. Дали нашите во странство ќе добијат... Ќе направиме се што е во наша мок како влада да... Дали македонците во диаспората ќе добијат шанса да гласаат конечно на наредните избори? Тоа е наше ветување во програмата и мое лично кон поединците во диаспората што сум ги сретнувал. И ние подготвуваме законот ќе оди во парламент. Добро. Ние сакаме преходно да разговараме со опозицијата, да имаме диалог и по тоа прашање и да убедиме дека законот е добар. Сите европски држави имаат таков закон. И во сите европски држави нивната диаспора гласа. Се знае, во дипломатско-конзуларните представништва. Законот е завршен, наскоро ќе го испратихме на мислење во Венецијанската комисија. Очекуваме за некоја недела да стигне мислењето. Тоа е најрелевантно тело за давање мислење. И некаде во првиот квартал на следната година се надевам ќе влезе во парламентарна процедура. Затоа не ни треба двотретинско мнозинство, значи можеме да го изгласиме сами, но бидејќи се работи за измена на изборен закон,
Добро. Многу е важно да имаме процес на дискусија со опозицијата и по можност да се сложат и тие. Мислам дека кај ни видов еден страф дека ако ја вклучиме диаспората да гласа, ќе гласат повеќе за нас, помалку за нив. Мислам дека не треба да страхуваат од тоа, затоа што Не е баш така. Не, диаспората не е баш десно ориентирана во потполност. Да речеме, тоа е друго ако прашање. Прашањето е политички. следно. Денеска светот е глобализиран, има телекомуникации, диаспората следи се што се случува во земјата. Преку интернет, преку сателитска програма, се што следат тука, следат и они. Или ќе можат да им се обратат и опозицијата и да им се обрати. какво е расположението во земјата, така и во диаспората. Тие не се на Марс. Тие се во друга држава, а денеска има сателитски, кабелски, Согледувањето ви е на интернет, место. сите што би гласале. Многу мал број ќе гласаат. Обично се покажува дека ни 10%, 5 до 10% од диаспората, 3 до 10% обично гласа. Сите што ќе се одлучат да гласат се луѓе што следат ситуација. А тоа се малкумина. Релативно, така. А тоа се малкумина. И тие обично луѓе гласаат однака како што е расположението општо во самата држава. Така. И не е случајно што и Германија дава можност да гласа нивната диаспора, Италија, Бугарија, Хрватска, сите околни земји, Србија и сите држави на Европската унија. Многу малку држави во Европската унија Значи може да најдете. не се покажало дека диаспората има тенденција кон една опција само да гласа. Не, апсолутно. Така. Тоа е утешително, искрено да ви кажам. Бидејќи не би сакал на пример ВМРО постојано да добива власт затоа што опозицијата слепо ќе гласа Ние за кажавме следното. Напротив, туку заради информации, заради согледување, да си по свој налог и да се гласа. Земете го пример, српската диаспора правеше исто така галама да им дадат да гласат. Да, им дадат. Добија да гласат, 3% излегува од Чикаго. А од Чикаго има, што да ви кажам, Срби колку себе. Така да, они се борат додека да го добијат правото, кога ќе го добијат правото, малку од нив гласат, ама се чувствуваат со посебно чувство на државност. Тоа е добро. Нивната држава мисли на нив, дека им дава да гласат, дека тие праќаат пари на роднините, пријателите во Македонија, мислат да се вратат во Македонија, ама не е и таа држава што ги забравила. Тоа е многу важна димензија. Како едно здраво национално чувство. Сега се чувствуваат отфрлени. Така. Тоа не е добро. Тоа не е добро. На сите овие држави, да речеме, што ги анализира во магистерскиот труд, од Дирска па натаму, сите имаат огромно влијание на диаспората во процесот на зајакнување на државата, на носење на странски инвеститори, економскиот раст. И гледаме кај нас е така. Еве го, Мајк Зафировски е човекот што ни помага со консултантска куќа Мекензи да направи стратегија. Кој беше каубојецот со шишир? Тоа е човек кој што се појави кај нас уште пред изборите. Да? Се представи кој е. Вие го знаете, не? Го проверивме, човекот е многу богат. Значи е милиардер во Америка. Милиардер, не знам како да кажа. Има бизнис, неколку бизниси. Има со земјиште, има огромна територија земја во Флорида и чува стока, говеда. Добро. Еден од најголемите извозници на месо е во Америка. И што може тоа, да? Исто така има и други бизниси, значи од различни дејности, се разбира легално. Значи го проверивте дека човекот е Да, апсолутно. Регуларен и тоа не е било кој. Случајно излезе после тоа, значи ние не се запознавме преку Гуштеров, случајно излезе дека се и комшии там во градот кај што живее Гуштеров, во близина живеат. Така што и тој ни го каже истото, дека се работи за човек кој што е многу богат, многу... Шо му текна нему сега он Македонија да ви се обрати? Како дојде тој? Тој дојде на следниот начин. Него го донесе една господја која што е член на нашата партија. Незините родители во минатото, уште во времето на СФРЈ, биле во дипломатија во Америка и таму се запознале со него и имале пријателство. И како резултат на тоа пријателство тој дојде кај нив, почна да се интересира за Македонија, сака да инвестира. Ја помина цела Македонија неколку пати гледајќи земјишта. Сега ќе прати екипа на стручњаци да го испитаат квалитетот на земјата. Сака да обработува. Сака да донеси, нели, стока. Така. Да произведува месо, да извезува месо и така натаму, заинтересиран е за тој бизнис, но исто така е заинтересиран да убеди други инвеститори да дојдат во Македонија. Кај него се јавија и одредени, како да кажеме, симпатии кон државата. Дојде тука неколку пати, му се допаѓа. Иначе се работи за човек што има тој и неговото семејство има над 80 бродови интерконтинентални. Значи се работи за крупен бизнисмен.
Не би се сменил. Се надеваме. Се надеваме на позитивно. И од оваа заинтересирани. страна. Дали ќе вложи или не знам тој лично. Затоа што нормално човекот треба да испита дали земјиштето е такво што тој го бара за таков квалитет на месо. Сега, како што ми кажа, ќе дојдат експерти од Америка кои што ќе вршат Го кажавте веќе. ќе вршат испитување на примероци и потоа тој ќе одлучи каде и дали ќе инвестира. Но важно е дека тој даде препорака и ни помогна за многу контакти со многу луѓе да се сретнеме побрзо. На некој начин ни помогна и во забрзување на средбата на една политичка средба што наскоро треба да имам. Така што добро е кога има такви луѓе што сакаат да помогнат. Кажете ми, образованието и ова е тема која заслужува, нели, но ресорниот министер ќе биде овде поканет. Само чекаме први малци и резултати од кај него. Некако ова министерство како малце да е во дефанзива или не е многу активно, или барем ние не го чувствуваме како активно. Образование Образование е како активно. Образование, И тоа ќе се види во втората половина на следната година, бидејќи тогаш ќе почне учебната година. Значи, ја убаво кажав дека уште не гледаме, не чувствуваме. Образованието ни зависи и од хардверот, а тоа е се самите училишта кои се во очајна состојба. Да не кажеме, ајде нема да збориме за синдикалната борба на кадарот кој тоа треба да го прави, тоа е па друга тема. Значи, условите, ветивте средно задолжително и зошто, иако нели јас сакам да го образложите тоа, дали ни е тоа толку потребно, затоа што има рурални средини каде што едноставно доволно им е само основно и иде после да стане. Значи, ајде да одиме тоа. Може да се бидат и понатаму да си работа земјоделие, но подигнувањето на образование секогаш е многу важна работа. Така. Што е тука важно? Значи, прво, само да нафалам неколку работи, дека од 1 септември следната година ќе имаме задолжителен англиски јазик во основните училишта од прво одделение. Ќе имаме информатичко општество, исто така во текот на основното и средното образование. Од прво одделение, за англиски зборам, од прво одделение до крај на средно. И втори јазик од пето одделение, како што е и сега. Ќе имаме, се надевам од 1 септември, ќе стигнеме со набавка на компјутери, ако не од 1 септември во текот на учебната година. Тоа се ефтини лаптоп компјутери кои чинат $100. Повеќе се од 100, не се 100. Тоа производство од $100 се уште не е почнато, во најава е и собира нарачка, не се знае кога ќе заврши нарачката. Така. Овие што Microsoft вика дека нема да биде успешно. Ќе бидат, не можам да кажам колку ќе бидат, пошто ќе оди на тендер. Ние сега човекот што треба да биде министер за информатичко општество го задолживме да испитува ситуација. И тој кажува дека тешко дека на тендерот ќе се јави некој по $100, но министерство ќе формирате за информатика. Министерство за информатика е дадено во парламентот, но треба двотретинско мнозинство и опозицијата не сака да го гласа. А не сака да го гласа опозицијата. Не сака да го гласа, смета дека не ни треба Министерство за информатичко општество. Јас ги уверувам дека треба, дека тоа го направија многу држави кои што има ниско ниво на информатиката и на компјутеризацијата и интернетот. Словенија го имаше 8 години и го издигна силно нивото на користење на интернет и на компјутеризација. Меѓутоа, процесот на убедување трае на опозицијата. Додека трае, јас преземам други мерки, а тоа е тој човек што сакавме да го назначиме за министер на тоа министерство, го предложи во парламентот, мислам дека за една недела ќе треба да има дискусија и гласање, да биде министер без ресор, задолжен за таа проблематика и ќе му дадеме одреден број на вработени, асистенти, случаи луѓе, со кои што колку толку ќе брка работата, додека не се овозможи создавањето на ова министерство. Тој исто така доаѓа од Америка, од Колумбус и работи како менаџер на секторот за IT во најголемата фабрика за пластика таму. Да се вратам на образование. Значи, кажа за англиски јазик, кажа за физичко образование, исто така ќе се воведе 3 пати неделно во училиштата, затоа што има сериозни проблеми, што укажуваат дека многу од децата има... Многу, господине премиер. Син ми, моите 2 сина учат во строг центар, во училиште Гоце Делчев, кој никогаш немало сала. Кај ќе ги спроведуваат? Ја, моите деца не сакам више у таа училница да се гушат. Они имаат адаптирана училница во која глумат дека е тоа физичка активност или надвор помеѓу професорските наставничките автомобили се растрчуваат во еден смешен двор. Благодарам на прашањето, ќе ви одговорам. Добро. Значи, владата има 2 проекти поврзани со спортски сали. Еден е 35 спортски сали во државата. И тие се во близина на училишта, но не се во училиштата.
Дел од нив се оние што се започнаа во 2002 не се завршија, дел се скрос нови. И за тие училишта тендерот ќе излезе до нова година. Утре излегува тендерот за 50 фудбалски игралишта, веќе излезе во весниците, може да го дневник да го видите. Тендерот за 35 спортски сали ќе излезе до крајот на годината Агенција за спорт и млади. Тоа е еден проект. Втор проект е сали во училиштата. Добро. Владата е во фаза на преговори со неколку финансиски институции за земање кредит за градење на над 100 сали спортски во училиштата. Така што, ако тоа го стартуваме следната година, верувам дека за 2 години најголемиот дел од училиштата што немаат спортски сали, ќе добијат спортски сали. Така што мислиме и на тоа се, не можеме од денес за утре да ги направиме спортските сали. Да, може нека биде за внуците. Вашето дете дојде во спортска сала. Нека биде за внуците. Тоа што до сега не се мислело, нема да биде за внуците. Ќе ги фати нив кој или не вашето дете. Едното е 4-то, другото е 8-мо. Тоа 8-мо. Еве го, меѓународен. Тоа што е 4-то во 6-то ќе има или во 7-мо. Меѓународен ограничен повик за изградба на 50 фудбалски игралишта. Да. Професионални фудбалски игралишта. Знаете што ми е шубе? Па не ти се верува. Не, па како, видите се, господин Тупурковски играеше исто 30 сали, нели ово, оно, па ништо не испадна од таа работа. Тоа буде да почекаме. Се знае физички период за градење колку е, па ќе се видиме пак. Така? Да, за 6 месеци ја морам да ве донесам овде, ако не, ја ви доаѓам со камера таму, па не ме пуштете. Ја не можам после ова, затоа што, знаете што, не се работи за мене, за оваа телевизија или за оваа емисија. Само за 6 месеци нема да ги имаме игралиштата. Тендерот ни трае 2,5 месеци. За отприлика 3-3,5 месеци ќе почне градбата. 6 може некој ќе биде готов. А салата? Може по некој ќе бидат готови за година, дена мислам ќе заврши. А големата сала? Која голема Александар сала? Големата сала ќе се заврши пред Европското првенство. Ќе заврши владата или? Владата е презема веќе. Не, па не може градот да ја заврши, немаат они можности. Немаат. Па така вика дека немаат можности. Значи Европското првенство ќе се одржи сепак. Европското првенство мора да се одржи, тама работа. Одвоивме прави, не знам, 3,5 милиона евра во буџетот за следната година, ако треба ќе додадеме дополнително и уште нешто средства на почетокот на 2008 и некаде до април 2008 ќе се заврши. Што можеме друго, значи, можеме ли да... Околу средното образование. Да, задолжително средно. Значи, гледам да идувам... Само завршете ми. Да. Дали основните училишта конечно ќе добијат некаква инекција да станат пристојни места, знаете како, боли, се дете си го гледаш, му даваш едни услови за живот, не се врвни на Беверли Хилс, ама од тие наши такви скромни услови го праќаме у оние руини, кај што нема парно, па протекуваат кровови и така натаму. Мислам, недозволиво е. И утре све ме влече граѓанска непослушност да не иде детето мое у тоа школа доди. Патем речено сега се училиштата под локалната самоуправа, знаете тоа. Знам. Ама не бегам од одговорноста, ќе помагаме колку што можеме. Но знам дека влијанието на владата може да биде многу големо. Голем загар можете да бидете, да им сржете и да се растрчаат, како што